Dobro večer, ova je TV žurналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Председателот Барак Обама е во Копенхаген, веќе зборуваше на форумот, но како што знаеме, преговорите за климатски промени не одат мазно и до овој момент резултатот од самитот останува неизвесен. Американскиот председател Барак Обама на лидерите на последниот ден на конференцијата за климатски промени во Копенхаген им кажа дека е време нациите на светот да се здружат за заедничка цел. Преговарачите за 2 недели не успеа да се договорат како да ја намалат емисијата на штетни гасови, што научниците сметаат дека е причина за глобалното затоплување. И генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун ги повика учесниците да појдат напред. А 2 од најголемите пречки за спогодба се одбивањето на САД да предложат подлабоки ограничувања во испуштањето на штетни гасови и одбивањето на Кина да дозволи верификација на своето намалување. Без конкретно да ја спомене Кина, американскиот председател кажа дека меѓународен договор не е можен без споделување на информации. Инаку преговарачите работеле цела ноќ, но до овој момент не се знае судбината на овој самит. Колку може секој поединец да стори да се намали загадувањето во атмосферата? Еколозите велат многу, а инвеститорите и градителите се обидуваат идеите да ги материализираат. Денес ви представуваме како изгледа една 100% зелена куќа. Просечен дом во Соединетите Американски држави произведува повеќе од 7 метрички тони јаглерод диоксид годишно, само од употребата на електрична енергија. Тоа пак сочинува 17% од целото количество на јаглерод диоксид што доаѓа од САД. Новите домови во Вашингтон нудат луксузно градени се согласно стандардите за заштита на животна средина. Сакавме да изградиме куќа која покажува одржливост и комотност истовремено, вели Марк Лохем од компанијата West Group. Сите материјали употребени во куќата се без хемикалии. Се е природно, но исто толку важно е што куќата треба да произведе доволна енергија за потребите на едно семејство. Дури и супермодерната кујна произведува повеќе од енергијата што ја троши, со соларните плочи и турбини за ветер. Геотермалниот систем обезбедува топлење и ладење, а водоводниот систем користи вода со мал интензитет. Исто така, системот за прифаќање на дождовната вода ништо не дозволува да се изгуби. Но сето ова значи и висока цена. Оваа куќа чини $2 милиони. Марк Лохен вели дека не мора да се оди до овој степен. Ако собствениците на домови направат само 1 или 2 промени во својот дом, штетното влијание на атмосферата значително ќе се намали. Јас веројатно би избрал да инвестирам во соларен систем за затоплување на водата. Многу е ефикасен и не е многу скап, вели Марк Лохен од West Group. Имајте не пред вас секој ден во годината. Пријавете се за бесплатен календар на Гласот на Америка, со што автоматски ќе започнете да добивате бесплатен електронски дневен билтен на вести. За сите информации појдете на glasnaamerika.com. Во продолжение за најновиот филм на Клинт Иствуд Invictus или Непобедливи, кој зборува за тоа како новоизбраниот јужноафрикански председател Нелсон Мандела ги обединува јужноафриканците, белци и црнци за домашен рагби тим за време на националниот куп во 1995 година. Нелсон Мандела го игра Морган Фриман. With white fears. Remember this day, boys. This is a day our country went to the dogs. Во 1994 Нелсон Мандела само што беше избран за председател во расно поделената земја во периодот на пост-апартхеидот. И покрај 27 минати години во затвор, тој осознал дека Јужна Африка не може да има демократија без национално помирување. Our enemy is no longer the Afrikaner. They are our fellow South Africans, our partners in democracy. Председателот Мандела тоа го прави најпрвин преку спортот, искористувајќи го моментот при надпреборувањето за светски куп за рагби. Тој ги обедини јужноафриканците, црнците и белците за националниот тим Спрингбокс.
со години тимот кој го сочинувале претежно белци имал проблеми со медиокритет. Не успел да придобие широка поддршка меѓу симпатизерската база, затоа што црнците го идентификувале со апартхеидот. Тоа се менува кога председателот Мендела се среќава со капитенот Франсоа Пинар. We need inspiration, Francois. Because in order to build our nation, Франсоа е инспириран од личната прикозна на Мендела и поемата Непобедлив, што го држала силен во затворот. Морган Фриман солидно ја изведува улогата на јужноафриканскиот лидер. Вели дека во почетокот бил нервозен заради играњето на легендарната личност. Морав да го симнам гласот, морав да се движам како него, да го стекнам неговиот акцент. Сето тоа ме плашеше, но за време на снимањето се си дојде на место. Мат Деймон е рагбистот Франсоа Пинар. Неговиот лик расте, од обесхрабрен играч до лидер меѓу соиграчите. Спрингброкс ги надминуваат очекувањата, победуваат и стануваат национален символ. Режисерот Иствуд се осврнува на поентата. Самата игра, спортскиот дух, приказната за послабиот. Не ми текнува за игра која толку се славела, освен можеби кога американците ги победија русите во хокеј. Филмот го прикажува духот и харизмата на Мендела, но не навлегува во неговите слабости. Например, што е причината за неговите семејни проблеми. Исто така се чини дека премногу лесно се доаѓа до расното заздравување на земјата. Но ова е добар филм и би бил мокен ако ликовите и историјата биле пореално прикажани. Во понеделник во Newsflash, уметноста, лек за хендикепираните и инспирација за сите. И по овој приказ на филмот ни останува време, уште само да се одјавиме. Го гледавте ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. Убав викенд.